Добро вечер. Ако политичарите ги ставите на екстерно тестирање како што сега мораат да одговараат средношколците на невозможни прашања, од типот како ќе се реши кризата, под А со договор, со дипломатија или со компромис, предпоставам да додавам уште едно, или со изразен конфликт, во зависност од интересите на партиципентите, секој би одбрал различен одговор. Тој кој ќе одбере под А, под Б, под С, под Д, е илузионист кој што се надева дека во овој следен период е возможно со сите инструменти на вистина да се дојде до решение. Развиваме ли невозможни очекувања за процесот кој што во Пржино го најави како ветувачки еврокомесарот Хан? Има многу нејасноти околу тоа зашто 8 часа разговараа во вилата на амбасадорот Орав, а сепак успеа да се договорат дека излез од кризата се избори кои ги закажуваат за најдоцна април следната година. Низ какви позиции, лавиринти и опасности ќе можат да се движат сега договорите во партиските клубови за да можеме да се надеваме дека на 10 јуни во Брисел ќе може да има излез, разговарам со половина учесници во процесот. Рената Десковска-Треневска, добро вечер, СДСМ. 2 страсбуршки средби, па вие понекако од искуството би можеле да насетите може или не може да се придвижи процесот. Теута Арифи, подпредседател на ДУИ, добро вечер и за вас. Добро вечер. Госпоđo Рената, денеска обвинителен акт за подкуп за Зоран Заев било дека е веќе даден на судечки судија предметот. Го доживувате политички тоа како нов притисок кон Заев за средбата во Брисел да се преброи уште еднаш во каква авантура влегува или да се направи малку повеќе податлив за компромис, бидејќи вашата позиција или коментар по завршувањето на средбата во Пржино е дека се договоривме, но всушност можете да сметате и дека ништо не сме се договориле доколку во Брисел не се договориме за преодна влада. Па сите овие судски постапки кои што ги почнуваат против лидерот на опозицијата, во ситуација кога на сите ни е позната каква е состојбата на судството и на обвинителството, целосно партизирано и целосно под притисок, за мене и за пошироката јавност се класичен притисок врз лидерот на опозицијата. Почнете од она чудно обвинение за пуч, што јас да ви кажам како правник, значи да ми даеше некој задача да смислувам такво обвинение против лидерот на опозицијата, никогаш не би можела да го смислам, дека некој кој што седи во кабинетот на премиерот, му се заканува и врши насилство, значи во владината зграда, во неговиот кабинет, овој го снима и потоа тоа обвинение го слушаме на телевизија од устата на премиерот и потоа е напишано од со рацете на обвинителите и пратено до суд. Сега ова е нов случај кој што лидерот на опозицијата го кажа, значи го пријави, јавно кажа дека се обидуваат да му местат случај и тоа на една од манифестациите во универзална сала кога се објавуваа материјалите за фалсификување на изборите, така што тоа се класични случаи на политички местенки и обиди да се направи дополнителен притисок со оглед на тоа што јасно е дека на 10 јуни во Брисел ќе се знае дали има договор или воопшто нема договор. Од она што го слушнавме во она што се случуваше со посредство на комесарот Хан, јасно е дека е поставена само рамка, ама во рамката нема слика. Дали ќе ја закачиме рамката со слика ќе зависи на 10 или пак ќе кажеме дека празна рамка не ни треба да стои на ѕидот. Слушнавме дека се договорени определени чекори кои што зависат од еден клучен услов, суштински елемент кој што треба да биде договорен во Брисел, а тоа е прашањето која ќе биде владата која што ќе ги организира изборите, бидејќи и изборите и сите други точки кои што се спомнуваат дека се содржани во таа рамка се всушност условени од суштинскиот елемент. Тоа вие како Сега ние немаме представа. Има ли формален документ кој што е потпишан во Пржино од денешната изјава на Зоран Заев за Телма? Можам да насетам дека има формален документ,
Ама тој веројатно е документ како, ајде да не речем како Илија Димовски сега за сега тоалетна хартија, но веројатно е документ кој што е потпишан со невидливо мастило. Ќе биде јасен и очигледен ако во Брисел се потврди низ договорот кој што тие се обиделе да го исцртаат на долгата средба во. Значи во правото постои договор кој што не мора ни воопшто да е запишан. Кога ќе продадете рака и ќе кажете дека сме се договориле, тоа ги обврзува двете страни. Има еднаква правна сила како и да го ставите на хартија, дали да го потпишете или да не го потпишете. Значи подадената рака во нормални земји и меѓу луѓе кои што навистина влегуваат во договори, значи. За жал ние имаме ситуација во Македонија во која што ВМРО-ДПМН ќе стави потпис на извештај од 24 декември и после ќе каже ова е тоалетна хартија. Така што без оглед дали има или нема, дали е пишан или не е пишан, ние имаме сериозна скепса во однос на она пракса што ја имаме со договарање со ВМРО-ДПМН и затоа е тоа инсистирање на прецизен договор за тоа кој ќе ги спроведува изборите, значи инсистирањето за една влада која што ќе овозможи фер надпревар, така што мислам дека денеска апсолутно и на европредставниците, но и на македонската јавност им се познати веќе јасни причините за инсистирањето за техничка влада. Господјо Арифи, комесарот Хан се обиде да спаси првенствено за себе и својата агенда визави Македонија, тој е комесар за проширување, шанса која не сме да се пропушти, бидејќи неговите обврски од процесот за проширување би можеле да бидат нов удар или засилувач на новата криза, доколку не успее сега во овој период колку толку да ги стави работите на шина. Дали она што го донесе Хан е всушност обид на европските званичници да го затворат шишето од кое почна да излегува премногу лош дух и дека не можеме ваков договор да го третираме како решение на кризата. Кризата е далеку подлабока од тоа, но може би е шанса да се конзервира кризата пред да се излее прилично посериозно и да ескалира во размери кои не можеме да ги предвидуваме денес. Значи, според мое видување, дефинитивно дека кризата е многу подлабока и во однос на време траење е прилично долга за да може, значи, така лесно да се пројде. Значи, процесот на разрешување на кризата како таква ќе има свој и нормално и своја временска рамка, која нема да биде ни толку брза, ни толку кратка, поради фактот што се работи за криза која е комплексна и освен неколку детали, не е криза која има премногу физички размери во однос на излевањето, значи надвор од државата. Европската унија мислам дека секогаш во процесите, значи тука имала улога на еден soft power менеджмент, значи и мислам дека истата улога ја игра и сега. И комесарите за проширување, значи од искуството поранешно со комесарот Филе, кој беше исто така многу активен, многу ангажиран, нормално дека имаат во рамки на своите процеси, не е малку битно за нив во кој стадиум и како, например, се снаоѓаат во однос на кризите на земјите кои се дел од нивната работа. Така да сметам дека предлозите кои се дојдени инволвирањето директно на комесарот за проширување, апсолутно значи една силна тенденција да се направи тип на конзервација и да се користи европскиот процес како, да не кажам условување, но може и така да се каже, како едно условување, затоа што на крајот на крајностите Европската унија има еден многу силен адут во своите раце, имајќи го предвид фактот дека ќе треба да даде едно мислење во однос на препораката за Македонија во септември.
И после една вака длабока криза секако дека не може да си го повтори, да си го повтори истиот вординг. И токму поради тоа сметам дека инволвираноста е значајна и мислам дека ќе биде комбинирана со процесите. Верувате ли вие во решение на криза? Еве да речеме таа од 2013 со првомартовскиот договор беше со помал интензитет. Мислам дека со една средба комесарот Филе успеа да ја реши, но имаше политичка волја да се излезе тогаш од ќорсокакот во кој беше влезен проблемот со намерата на опозицијата да ги бойкотира изборите 2013 година. Вие како ДУИ секогаш сте сметнале дека не може да се чука на една врата. Па затоа ве прашувам дали ви изгледа веројатно дека може да се разреши во следната рунда овој политички диалог исклучиво со посредство на комесарот Хан, ако по дефиниција, особено барем од ДУИ, тука во таа приказна ги нема американците? Значи, во однос на овој тип, значи оваа криза нормално во однос на сериозноста и во однос на потресот што го прави во државата, па и надвор, нормално е многу голема и нема значи многу компаративни елементи со ситуацијата значи на која само еднаш значи интервенираше комесарот Филе и тоа беше се. Овој тип на криза нормално дека освен инволвирањето на Европската унија дефинитивно го бара и инволвирањето на Соединетите Американски држави, затоа што јас сум повеќе ориентирана да процесот кој ќе се развива, значи доколку имаме еден проток на позитивни настани во насока на надминување на кризата, јас повеќе би ги компарирала со процесите кои дојдоа значи во земјата после 2001 година, значи после Охридскиот договор, кој исто така имаше процедури кои ги помина во собранието. Јас мислам дека и расплетот кој и да е договорен ке мора да помине низ еден собраниски процес и сето тоа нормално ќе стане обврска на која и да е влада која ќе излезе после изборите, значи во април. И во овој процес, значи да не должам, во овој процес Европската унија е многу значајна, но апсолутно сметаме дека Соединетите Американски држави мора да бидат во потполно партнерство во разрешување на во имплементацијата. Да. Тоа што најчесто и после други обиди за некакви договори било тоа што на крајот се заборавало, па е дури залудно што се напишале. Ако може една реченица. Јас мислам дека практично кризата од 2013 не беше решена. Мартовскиот договор даде шанса да се реши кризата, но оваа криза сега е практично продолжение на таа криза од тогаш. Значи се создаде тогаш со тој Мартовски договор основа да се изготви извештај кој што потоа ќе се имплементира. Во првиот момент кога извештајот беше составен врз основа на договорените принципи со Мартовскиот договор, а тоа значи дека тој извештај можеше да биде направен и со мнозинство во комисијата. Извештајот беше донесен со консензус. Сите го потпишаа и потоа некои го прогласија за палома хартија. Тој извештај никогаш не беше спроведен. Првата работа која што стои како обврска на ВМРО-ДПМН од тој извештај е дека треба председателот на собранието да си понесе одговорност заради прекршување на уставот, прекршување на законот за собрание и деловникот за работа на собранието. Значи, вие не можете да градите здрави институции во кои што за прекршувања класични, значи на највисоките акти во една држава никој не понесува одговорност. Значи, тоа ја продлабочи понатаму кризата. Продлабочувањето на кризата продолжи со рушење не само на парламентот како институција, туку и на сите други институции заедно од страна на владата на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Ние гледаме судството е на колена. Таа владеачка коалиција е таа која што го турна судството на колена. Ги слушнавме разговорите меѓу коалиционите партнери за тоа по кои критериуми се избираат судии во Република Македонија, а тоа значи по кои критериуми судат. Понатаму видовме дека практично се она што некои партии во владата се декларираат дека се европски вредности во пракса не се спроведуваат.
Така што мислам дека кризата е многу длабока во моментов заради тоа што има еден подолг временски континуитет во кој што буквално институциите се фрлени на нозе, немате институција која што работи по устав, која што работи по закон, институција која што ужива доверба и затоа довербата е веќе целосно уништена. Ние кога седнуваме да се договараме со ВМРО ДПМНЕ, јас да ви кажам наискрено никогаш се прашувам зашто уопште седнуваме со луѓе кои што не си стојат на зборот и на потписот што го ставиле. Значи тоа е и од тие причини во Македонија прво треба да градите механизми за доверба, а потоа и механизми за имплементација на она што ќе биде договорено, заради тоа што очигледно е дека тоа што ќе се остави на ВМРО ДПМНЕ и ДУИ да го имплементираат, не се имплементира онака како што е договорено и не се работи според устав и закон. Бидејќи зборуваме кризата е ваква, таква, излеана е, бидејќи веќе не пишувате колумни и сега не можеме да речеме теута рифи за разлика од останатите. Не знам дали свесно помалку сте повлечени сега во другата позиција да се бавите со други обврски во општината. Кога би напишале колумна, би била сега е задоцнато да ја насловите демократура, тоа е веќе малку одговор на тоа во каков амбиент живееме. Кога би требало во една реченица да опишете што е извориштето на македонската криза, вашата реченица е? Јас мислам дека токму поради тоа мислам дека тоа датира многу порано од само декември, туку во концептот и во тој менталитет на присвојување, на екстремно присвојување на институциите. И јас мислам дека и тогаш сум рекла и сега стојам на тоа, дека екстремното присвојување на институциите и нивното отуѓување значи неиздржливо и дефинитивно кризно завршува. И поголеми земји, значи да кажеме со повеќе ресурси, можат да издржат, значи подолго времено и вакви и отуѓувања. Но доколку сте помала земја, финансиски зависна од меѓународни финансиски процедури и све, значи апсолутно не можете да избегнете овој тип на кризи, затоа што не можете да излезете вие да бидете надвор од еден систем на демократски и европски вредности. И мислам дека дефинитивно сите овие елементи заеднички со тој процес за жал застанат на европски и НАТО интеграции кои нормално можеби не би ги ни решиле сите проблеми, но дефинитивно би ни го дале тој контекст кој ни е битен на нас, политички, етнички и социјален и така соред, апсолутно доведува до една ваква ситуација и затоа сметам дека е многу битно сега сите политички актери да покажат максимална одговорност, затоа што е многу битно сега. Влезени сме што сме влезени, но исто излегувањето од сет овој процес и лавирин не е лесен. Значи јас мислам дека бара компромиси повеќе. И мислам дека сите страни треба да бидат спремни на тоа. Така, но некако не ни се јасни страните и кога се обидуваат да измерат од што е на страните, во малкуте брифинзи чудна е позицијата на ДУИ, според интерпретациите на вашиот лидер кој претпоставувам ја представува вашата политика, доволна е мини реконструкција на владата, опис на задачи се разбира НГ, лицето од Скопје не се споменува како човек кој би евентуално би требал да мрдне од таа композиција надвор, поради што се толкува дека вие оделе Страсбург, Брисел, останувате адвокати на ѓаволот, со сигурност дека се обезбедени од другата страна, бидејќи таа не доволно ве компрометираше во овој процес, па сега повеќе критики има на Заев дека ве чува во целиот овој процес, надевајќи се дека на политичката маса конечно нешто ќе одиграте. Значи, политичката... Верувам дека не се така вулгарни интерпретациите, но се обидувам да ги поедноставам. Да, апсолутно. Значи, јас мислам дека
позицијата политичка на ДУИ, значи сите овие години од самото формирање е комплексна. Значи комплексна е поради фактот што водена од формулата, дека ако сте партија која добивате мнозинство на албански гласови, што ние го запишавме тогаш на мајскиот договор, станувате дел од влада. Но не секогаш го имате влијанието потребно за сите процеси, а никогаш не можете да се ослободите секако и од одговорноста што ја имате со фактот дека заеднички владеете. Нормално дека особено последните месеци, значи имаше исто така, да не кажам притисок, но во однос на рейтинг, ако би помислиле така, тогаш за ДУИ најлесно ќе беше, например, да се одлучи, например, да оди и процесот после да се... Никогаш тоа не било лесна одлука за ДУИ. Не. Секогаш таа била одлука што не треба да се донесе. Ако гледаме од аспект на рейтингот. Сега, јас мислам дека, имајќи го предвид фактот дека нормално се работи за многу комплексен процес политички и многу комплексна ситуација, јас мислам дека апсолутно на сметка, значи на својот рейтинг, на сметка на своите поени, ДУИ учествува, не само што учествува и сака да даде иницијатива да овој процес апсолутно што повеќе, значи зема еден конкретен и еден позитивен тек. Значи, ако памтите, нашите иницијативи, нашите инсистирања од самиот почеток беа за инволвирање на меѓународната заедница, затоа што сметаме дека нивната инволвираност апсолутно може да гарантира дека процесот полесно да биде прифатлив за сите и нормално да стоиме на вредностите кои се битни и кои се значајни. Значи, тоа е комплексноста која ја има една политичка партија која ги представува албанците, свесна за многу ситуации во земјата и во регионот и секако свесна дека дефинитивно овој тип на владење не е секако владењето што секогаш може да носи до стабилни ситуации, туку и нестабилностите за кои апсолутно на крајот треба да најдеме заеднички решенија. Госпоѓо Десковска, дали сега всушност на тоа што се назнаки што ќе се разговара во Брисел, замката за нас е што не можеме да сватиме дека, да речеме, не може да биде прва точка на дневен ред, ајде да ја договориме преодната влада, па потоа ќе ги договараме сите други работи. Има премногу надеж околу тоа дека овој пакет може да не извлече од ситуацијата и сега во пакетот секој пика се. Држава која заспала или која ви ја киднапирале од државните институции, ви ја однеле во партиските јасли, просто секој има право да напише еден прилично голем список на тоа што би било за изведување на таа влада. Дали некако сега се придвижувате кон, станувате ли малку поскромни, сакам да речам, во описот на задачите, со намера само дека ако е договорен датумот или рокот за изборите, мора да се чепне во се што тие избори ќе ги обезбеди како фер и демократски. А се што го говориме како извориште на кризата ќе биде пар екселанс работа на политичката влада која ќе биде формирана после изборите во 2016 година. Значи, задачите кои што усно и Хан во својата изјава ги даде се бројни и комплексни. Значи, прво да ви спомне дека ние имаме сериозни проблеми во поглавје 23 и 24 кои што опфаќа огромна маса на прашања, почнувајќи од човекови права, судство, значи тоа е дали ќе биде недискриминација, слобода на медиуми, тоа се бројни прашања кои што бараат сериозни реформи. Мислам дека никој не треба да има илузии дека за 9 месеци судството може да се реформира целосно и да направите независно судство. Но прашањата кои што се поврзани околу изборите се прашања кои што треба и мора да се решат во тој временски период. Затоа тие го нарекуваат транзиционен период. Значи, ние треба да транзитираме знаете кога се користеше терминот транзиција, која транзитиравме од тоталитарен систем кон некаков демократски. Сакале или не, сега пак сме ставени во период во кој што ќе треба да транзитираме од очигледно некаков тоталитарен систем
кон релаксирање на системот и создавање можности да се избере една демократска власт на фери слободни избори. Значи, според мене најреално би било очекувањето дека во овој период треба да се реши прашањето за изборите, значи изборниот законник, гарантирање на независност, состав на Државна изборна комисија која што ќе работи по принципите на изборниот законник, а не по партиски наредби, процедурите за заштита на избирачкото право, значи тука мора да се размислува и понатаму. Видовме дека управниот суд во досегашните постапки за заштита на избирачкото право се постави како класичен партиски орган на владеачката коалиција, а не како суд кој што треба да даде вистинска заштита. Понатаму, избирачкиот список. Слушнавме дека имате села кои што од 40 жители се направени 80 жители. Значи имате дуење на избирачкиот список. Имате класични малверзации кои што се случувани со избирачкиот список и тој дел е прашање кое што неизбежно мора да се реши, заради тоа што јас го сваќам периодот на транзиција како клучна задача, како клучен предизвик да биде да се подготви земјата за слободни и фер избори. Значи не треба да имаме илузии дека сите проблеми кои што постојат ќе се решат. Има прашања кај медиумите кои што може да се решат и во период од 9 месеци, но имате некои прашања кои што се системски, кои што ќе треба долг временски период за вие да направите она што се вика рекавари на институциите, да ги обновите институциите, да ги прилагодите да може да работат на она што им е вистинска задача. Инаку, во однос на тоа што претходно го разговарате, јас не мислам дека ДУИ треба да се амнестира воопшто од целата приказна. Значи, они се класични соучесници со ВМРО-ДПМНЕ во оваа влада. Тоа ви е исто како во Pink Panther, што е криминална група, дали некој чува кога едниот краде или учествува активно во кражбата, сите се соучесници и сите се дел. Кога седите на маса со криминалци, одговорноста е поделена и заедничка. Така што од тој аспект не треба да имате, да речеме, сомневања дека Заев поштеди ДУИ. Едноставно тој неколку пати кажа дека има во очигледно дека и дел од функционерите на ДУИ биле свесни дека се предмет на прислушкување и нема толку многу материјали како што има за некои кои што се чувствувале покомотно, мислејќи дека Никола Груевски им верува и дека не ги ставил на листата за прислушкување. Очигледно постоел еден тип на сомнешка и функционерите на ДУИ дека не треба да бидат комотни во разговорите на телефон. Инаку материјали кои што постојат, Заев најави дека ќе ги објави за ДУИ, нема да бидат поштедени, бидејќи тие се активни соучесници во ова што се случуваше изминатиот период. Значи, најпрво, нормално дека ние никогаш како политичка партија не сме бегали од одговорноста, затоа што на крајот на крајностите ние поддршката од граѓаните ја добиваме токму поради фактот што сме одговорни и одговараме на нив. Во однос на разговорите, мислам дека бевме јасни како партија и како партиски лидер, каде што на нашиот конгрес, нашиот председател кажа дека апсолутно све што има, нека се објави. Кој колку бил внимателен, веќе тоа е сензитивна точка за дискусија и мислам за интересни пишувања што не мислам дека треба да се дискутира тука. Госпоđа Рифи не беше внимателна, дури пишуваше се во колумни, во дневник кога тоа се можеше, па ете. Да. Така да мажите се договорија дека дури може да биде и вице-премиер во владата. Вице-премиер затоа што тоа беше одлука, значи што партиски ја донесовме после изборите. Значи, во ниеден случај не мислам дека ние нешто патиме некој да не амнестира, затоа што на крајот на крајностите мислам дека времето и се покажува на коректното и конструктивното однесување на ДУИ. Ви изгледали невозможен успехот на 10 во Брисел, доколку СДСМ остане на својот став дека организацијата на изборите мора да биде доверена на преодна влада во која не може да седи Никола Груевски. Барем од еден од преговарачите ќе бидете поставени во таква ситуација да го кажете своето мислење. Сега, значи, кој гради став во ДУИ, да може да му се спомне Никола Груевски? Значи, нормално Џафери веднаш би гласал против, ама еве веќе не знаеме останатите како да се изјаснат. Сега нормално дека ставовите се прашање на повеќе
разговори. Нормално дека ситуацијата е таква, дека позициите се прилично многу спротиставени. Значи ве прашувам, ви изгледа ли неразумна таа позиција на СДСМ? Вие знаете дека во епицентарот на проблемот е сепак премиерот. Да. Значи, јас мислам дека позиции неразумни во процес на преговори нема. Значи, но апсолутно би било неразумно доколку немате маржа каде што би се придвижиле за да напредувате, значи, кон еден консензус. Така да, јас сметам дека апсолутно и СДСМ, но и ВМРО треба да бидат спремни за да се приближат и нешто, значи, да остават позади нив во нивните ставови. Што е битно за нас и мислам за граѓаните во целина, е многу битно да овој процес биде успешен. Значи е многу битно да после 10 јуни ние имаме договор, а не евентуално, например, 10 јуни да биде ден кога ние би немале договор. Зошто не е добро да се нема договор? Затоа што е значи период на лето и овој е месецот каде што максимално можете да ги имате ангажирани меѓународните фактори кои го испомагаат овој процес. Ако зборувате за тие маргини, како се вели, или пошироко поле, обично луѓето тоа го велат трампа. Добро, ако е сега битката да се сочува политичкиот скалп на Никола Груевски, тогаш во целата оваа друга формација ќе мора да се даде многу повеќе. При тоа не мислам ценкање на пазар, но мора да се даде многу повеќе во довербата дека процесот кој подоцна ќе оди, ќе го осигураме до фер и демократски избори. Дали ДУИ е подготвен во таква варијанта сериозно да притисне дека тоа не може да биде точка на сопнување поради која од Брисел ќе се вратиме, се вратат со Јас мислам дека ние или ДУИ повеќе ќе се држи на фактот што е предмет на договорот. Значи, кои се точките кои ќе треба да се исполнат во овој период транзиционен и колку ќе биде сериозна инволвираноста меѓународна во реализирање, значи, на овие точки. Што тоа подразбира? Подразбира, значи, и прашањата поврзани со изборниот процес, и прашањата поврзани со медиумите, каде што апсолутно ширината на можното договарање е очигледно малце појасна и поотворена. Значи, од искуството на политички процеси, пошто ние сме имале, значи, цел еден политички процес порано со СДСМ, но имавме исто така еден процес кој нималку не беше лесен во периодот кога ги започнавме, па ги завршивме првите разговори во тоа време со ВМРО ДПМН за мајски договор, па после тоа, што дојде до создавање на заедничка влада, значи во тие процеси никогаш страните не останале, значи, во тие првичните позиции. Вие мора да оставите една маржа на договарање, така да сметам дека е битно таа маржа да биде оставена од двете страни. Добро, се надевам пред да одиме на реклами само да искоментирам, дека се надевам дека како во мајскиот договор што Никола Груевски остави голема маржа како што велите вие, но никогаш не го призна договорот. Сега се тоа лоши наследства кога седнувате да разговарате дека вие немате, значи кога ќе седнете да разговарате, никогаш не можете да бидете сосема до крај сигурни на што ќе излезете на крајот. Но и процесот да седнете да разговарате, пред тоа никогаш не е лесен процес. Значи и фактот дека ние тогаш кога стигнавме до разговори, значи дојде после многу месеци на сериозна голема политичка битка и во собранието и се. Така да вие влегувате со многу повеќе позиции, уште повеќе ако сте
надвор од институции, исто така ние бевме надвор од парламентот. Вие имате една енергија каде што толку е голема и во рамки на членството и се што апсолутно сметате дека ќе рушите све пред себе одеднаш, ама никогаш тоа не е така. Затоа што во тој процес седнувате, имате страна спроти вас, па имате меѓународни тогаш представници ЕУ и Соединети Американски држави беа во тој процес, па договорот ние со нив го хармонизиравме и се, така да не е баш така просто, малце е покомплицирано. Одиме на пауза за реклама. Да. Шеесет години знаеме и создаваме вложувајќи во вашата иднина, постојано поддржувајќи ги вистинските вредности. Заедно градиме подобро утре. Вашата доверба е нашиот мотив за повисоки цели. Вашата сигурност е наша обврска. 60 години Комерцијална банка. Заедно создаваме вредности. Бидете секаде заедно со одлична мобилна мрежа. Одберете го постпейд пакетот One Promo Plus L и ќе добиете неограничени разговори кон сите мрежи, неограничени SMS пораки кон сите мрежи и 10 гигабајти интернет со месечна претплата од 699 денари. Плюс, со понудата добивате Супер Android смартфон Sony Xperia E1 за 0 денари. One. Секаде заедно. Секој нов ден е ново ветување дека ќе бидеме тука за вас и за сите оние што ви го прават денот подобар. Straight Red Coke, deodorant spray and sour gel. Hot as fire, cool as ice. Live life your way. Лето, одмор, плажа, авантура. Atlas Corporation со Чартер лет ве води во најатрактивните светски дестинации. Волшебната Хургада на Црвено море, Хрватска, Хвар, Корчула, Макарска, Задар, Трогир, Водица, Турција, Анталија, Аланија, Кемер, Белек, Сиде. Најголема понуда ова лето за Грција. Халкидики, Пиарија, Тасос, Крв, Парга, Левкада, Кефалонија, Закинтос, Евија, како и автобуски пакет аранжмани за Кушадаси и Макарска. Atlas Corporation ја сакам оваа агенција. Екзодерил продира длабоко во жариштето на инфекцијата и ги убива габичките. Важно е лекувањето да се продолжи до израснување на здрав нокт. Ексодерил продира длабоко и ги убива габичките. Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Водата од природата ја збогатуваме со нашата наука и ја ставаме во одбрана на вашата кожа. Мултиактивни препарати со единствена формула на пазарот. Heaven 7 Biocellular Anti-Age, погодни за сите видови на кожа. Од Реплек Фарм. Планирате патување? Пред поаѓање подгответе се со Linex Forte. Земањето Linex Forte пред патување им помага на цривата да се приспособат на промената на храна и на вода и се намалува ризикот од појава на проблеми со цревата. Одморот започнува со Linex Forte. Ние сме жени и горди сме на тоа. Затоа Виолета на жените им овозможува целосна грижа и во секое пакување од новите хигиенски влошки дава интимни марамчиња гратис. Ваша Виолета.
Највредниот подарок за извадена полиса е во Винер осигурување. Извадете зелен картон во филијалите на Винер и веднаш подигнете го спектакуларниот автомобилски сет со 5 вредни подароци, кои го подготвивме за вас. Повеќе инфо на 15 999. Клиентите на Винер секогаш добиваат најмногу. Придружете ни се на Toyota Fest 2015. Заедно да ја одбележиме 15 годишнината на Toyota Автоцентар во Македонија. Само овој петок и сабота. Искористете ја јубилејната понуда од 15% попуст на сите модели на Toyota. Ве очекуваме во салонот на Toyota. Toyota, always a better way. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. И 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Нов добитник на 100.000 денари е Саздовски гоце од Велес. Епа на здравје кафе со Елит кафе. Оставете ги редовите, гужвите и нервозите зад себе. Сигурни и лесни плаќања преку интернет од секаде и во било кое време. Вршете било какви безготовински преноси од вашата денарска трансакцијска сметка и имајте увид во своите финансии. Толку едноставно, што секој може да го користи. Интернет банка на Комерцијална банка. Скокни го редот. Госпоѓо Десковска, помеѓу правното и политичкото толкување, некаде по средина, за премиер кој велеше дека мандатот го добил на избори, веројатно фластер треба да ставиме до следните избори. Дали согласноста на првото седнување во ваков формат на зелена маса сепак да одиме на избори, правно може да се толкува за признание дека тој учествуваше во делегитимацијата на мандатот за кој изборуваше после изборите 2014 година? Во правните и во политичките науки има теорија на легитимитет, што се нарекува. И теоријата на легитимитет значи две работи. За една власт да би биде легитимна, прво треба да биде избрана на слободни и фер избори, што очигледно овие не беа такви. Значи има бројни докази кај што имавме изборен фалсификат. И второто, дури власта да е избрана на слободни и фер избори, ако не работи во согласно со законите, ако не ги почитува човековите права, ако има докази за корупција во таа власт го губи легитимитетот. По тие две основи владата на ВМРО-ДПМН и ДУИ е нелегитимна во овој момент и од тие причини мислам дека и на Груевски му е јасно дека креатор на кризата е всушност тоа губење на легитимитетот на институциите, претежно пред се на владата и затоа седна на маса. Тој да е сигурен во својот легитимитет, да знае дека победил на слободни и фер избори, нема зошто да влегува во процес во кој што ќе се прави транзиција, во која што треба да се обезбедат слободни и фер избори. Очигледно со овој последен договор на пред комесарот Хан, се гледа дека всушност и на меѓународната заедница е многу јасно за сериозните проблеми кои што се случија во изборниот процес. Ние тоа можевме да го видиме и од извештаите на ОПСЕ од ИХР. Немате во извештајот спомнување на слободни, фер, демократски избори. Значи, кој ќе ви кажат еуфемизам дека биле ефикасно спроведени, тоа буквално не значи ништо. Ефикасноста не значи легитимитет, не значи остварување слободно на избирачкото право, тајно остварување и непосредно еден човек, еден глас. Така што од тој аспект мислам дека нема дилеми веќе нигде, ни во меѓународната заедница, ни кај граѓаните, но и во владата, дека легитимитетот им е сериозно потрошен. Госпоѓа Рифи, премиерот се жали во обраќањето насловено како мудроста на Никола Груевски, сериозноста, стабилноста, државата пред се, нека жали за хендикепот што не може да го заокружи овој мандат како 4 годишен, иако досега толку пати не однесе на избори, ама потоа ми текна дека секогаш ДУИ беше тој што го тераше да одат на избори. И не знам зошто внатре не успеавте да се договорите повторно ДУИ да биде тој што нешто не му се допаѓа, па да ја оправда причината зошто на масата се согласува да се оди на избори, но ми се чини дека овој пат сте повешти. Дали кога ги одмерувате шансите за успех во Брисел на 10-ти, сте подготвени да ги исцртате своите маргини малку
пошироко, од да бидете бодигарди на Никола Груевски, простете, но за сега така ве опишуваат, имајќи во предвид дека социјалдемократите најавиле пред да се случи бриселската рунда за затварање на овој договор, дека доколку тој не успе, се изопштуваат потполно од секакви преговори, комуникации и ја ескалираат својата позиција на вонинституционално действување со сите средства кои што им се дозволени со уставот и законите. Знаете дека таа најава дефинитивно води кон прилично радикализирање на кризата. Значи, нормално дека ако може да дадеме придонес со проширување, значи, на нашите можности за разбирање на состојбите, тоа ќе го направиме. Затоа што сметаме дека е многу битно да се постигне договор. Битно е затоа што најпрво се работи за фактот дека постигнувањето на договорот значи најпрво и зачување на препораката. Затоа што сметаме дека преку договорот дефинитивно можноста за целиот тој процес да тече преку поглавијата 23 и 24 е апсолутно гаранција за многу процеси кои секако нема за 9 месеци да се доведат и да ги доведат работите на ситуација како што треба да бидат, но дефинитивно може да се види дали сме или не на добар пат. Нормално дека е легитимно право на секоја политичка партија да ги мери, значи, предностите и недостатоците од секоја одлука како би се водела, значи, во однос на процесите понатаму. Но јас сметам дека апсолутно е многу битно да договорот успе и да може, значи, тоа е подобро и за самиот СДСМ и за самото ВМРО. Зошто? Затоа што апсолутно низ процес каде што би имале инволвираност на меѓународната заедница, шансите за сериозен притисок апсолутно може да бидат големи. Ке ви кажам едно, може би, искуство, не знам колку е вредно, колку не, но знам дека диалогот на високо ниво, што го водевме со Европска Унија, не беше ниту лесен, ниту прост. И морам да кажам дека во предлозите на бенчмаркс, значи на точките што ни беа и тогаш дадени од страна на Европската Унија, апсолутно се многу слични со прашањата, значи, кои се поставени сега. И мислам дека нашето искуство во земјата покажува дека ние никогаш не сме направиле големи исчекори во однос на квалитетот и промените во земјата, без криза и без инволвирање, значи, после на меѓународните фактори за излез од таа криза. И сметам дека и сега, фактички, оваа криза има дадена динамика на многу процеси, но знам исто така од тогашното искуство, кога долго преговаравме во многу процеси, еден од меѓународните представници кој беше инволвиран во тој процес и кој преговараше можеби со нас, ни кажа дека треба да знаете и да почувствувате кога е тој моментот дека сте завршувале со качувањето до врвот. И битно е да ја правите таа разлика, за да не почнете после па да паѓате надолу. Така да, јас мислам дека е битно да тој процес тече, а ние нема да... од вас. Да. На почетокот на февруари, вие кои имате прилично искуство, можевте ли да гарантирате дека Зоран Заев, новајлија во оваа приказна на искусните, преку најавата дека со бомби ќе го доведе процесот до ситуацијата која што е денес,
се смеевте или бевте меѓу оние кои сериозно разбра дека ова е точката од која повеќе ниту може да се стои неминовно, ќе се паѓа надолу? Јас спаѓам меѓу тие сериозните кои работите од самиот почеток. Кажав дека се многу сериозни и мислам дека токму тој елемент на многу страни подценувачки и со идентификација на провинцијалец на некого, апсолутно мислам дека им се стрши од глава. Да. Само еден детал мораме да завршиме со емисијата. Се проширија некакви шпекулации дека ако договорот треба да се зашрафи, а внатре Никола Груевски треба да го каже своето големо да, мора да исчитаме дека на маргините сепак ќе биде договорен некаков мораториум околу судските постапки. Ви изгледа ли тоа возможно, дури ако не биде напишано, тоа може да биде одиграно. За сега веќе ЗАЕФ е пред вратите на судските процеси, ништо во врска со прислушкувањето не е отпочнато, но воопшто дали мислите дека таква позиција може да се брани? Значи, до сега не се спомнати во било кои разговори судските процеси, единствено се адресира прашањето за проблемот со независноста на судството, дека немаме фер постапки, немаме независно судство. Значи, имате ситуација во која што лидерот на опозицијата малтене секој ден се соочува со некакви нови судски процеси, а сите оние индиции кои што произлегоа од телефонските снимки, немате почнување на судски постапки или на покренување на обвинителен акт за тие криминали кои што се откриваат тука. И сега гледате дека сте во ситуација во која што судството апсолутно не ви функционира. Но не се спомнувало, значи, ситуација во која што би се ставале на маса од тој аспект, дали ќе биде мораториум, ако мислите на судски процеси против за криминалите кои што се направени. Не зборувам во смисла на амнестија, но зборувам за сигурност на страните инволвирани во овој проблем, дека тие ќе се ефектуираат кон судски процес неминовно, но кога ќе се осигура фазата во која за судството не можеме да зборуваме дека долгите раце на ВМРО или на било кој политички субјект можат да го определат финишот на правниот процес. Значи, јас мислам дека апсолутно никој не треба да има сомневање дека штом ќе се обезбеди независно судство, сите правни постапки треба да се истераат, без оглед против кого се. Значи, ние не смееме да градиме култура на неодговорност, култура на амнестија, нас ни треба пример и принцип дека во оваа држава законот ќе се почитува и оној кој што го прекршил законот ќе се соочи со санкција. Така што од тој аспект, кога ќе имаме гаранции за независно судство, треба да се обезбеди и правично судење за сите кои што се инволвирани во криминални активности. Со да и не, 10 јуни е успешен ден за македонската политичка приказна, да или не? Зависи од Никола Груевски. Успешен или не? Зависи, значи, од одговорноста на лидерите кои мислам дека треба да ја покажат на тој ден. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Благодарам.